Во спомен на жртвите од трагичната несреќа во Кочани, денеска е прогласена 7-дневна жалост на територијата на цела држава. Националното знаме на земјава денеска се вее на половина Копје. Ваквата одлука беше донесена на вчерашната вонредна владина седница по трагичниот настан што се случи вчера наутро во општина Кочани, каде што во несреќен случај при пожар во дискотека животот го загубија 59 млади лица, а над 100 луѓе се хоспитализирани и им се укажува лекарска грижа. Во овие денови Министерството за надворешни работи ќе отвори книга на жалост во рамките на Министерството за огромната несреќа што се случи, соопшти владината прес-служба. Министерот за здравство Таравари утринава одржа пресконференција, а пресконференција најави министерот за внатрешни работи Тошковски. На социјалните мрежи веќе кружат апели и се најавува протест за денеска во 13 часот во градскиот парк во Кочани. Таму е нашата репортерка Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Тими ми разговараше со дел од родителите чии деца настрада во пожарот, па повели со информациите од таму. Тања, ако вчера овдека имаше вресоци и неверување дека нивните деца го изгубиле животот во големиот пожар во дискотеката, денеска на вистина Кочани мириса на жал, мириса на восок, а овдека во овој двор денеска луѓето тивко плачат и чекаат ред, како што се гледа и позади мене. Овдека во дворот на болницата на Кочани има поставено објект каде што луѓето даваат крв и таа истата ќе биде однесена во судската медицина. Таа крв треба да биде препознавање чие дете на чие семејство е, бидејќи некои жртви се не до препознавање. А она што го знаеме за оваа болница е дека и денеска последните пациенти беа испратени за во Скопје, имало и критични исто така пациенти од Кочани биле испратени и во болницата во Штип, но засега овдека нема од повредените од пожарот, барем тоа се информациите од Министерството за здравство, а инаку овдека од раководството од болницата не сака и не коментира засега ништо. Граѓаните се уште се во шок, кажуваат дека дел од нивните роднини во странство и знаат дека нивните деца се уште во болница, а дека не се починати со цел да стигнат сигурно по патот до Македонија. Тука предлагам да ги слушнеме изјавите. Трагедија, непребол, голема болка, неиздржливо, значи катастрофа. Зборови за утеха немаме никакви. Цели генерации сега во гимназијата ги снема деца, цели оделенија нема на деца. Не знаеме ништо за тоа дали има. Во школа нема да одат сега? Денеска некои школи знам дека нема да работат, а други не. Не знам. А овде сега роднините дојдоа за проверка на ДНК? Не знам, јас дојдов моментално, имам закажано физикална терапија. Познаваме доста лица што се починат. Еве и на мојот сопруг на газата детето денеска изјавија дека е починато, кој студираше во Бугарија. Колку година има? 2 година на факултет. Тоа е трагедија, неорганизирано, у име на новац, шта се урадио. Ако треба 200 луѓе, оно е било 1200, све е тоа на црно. Дали ДНК ги зема сега? Да. Не. А телото кога ќе го донесат? Не знае никој да ни каже. Питаме вчера, питаме денеска, ово ДНК така иде за Скопје, па таму викат или поединично или групно и никој ништо. Нашиот е, не знам, плюс тоа ја имам керка во Германија, она е сама. Како ќе кажеме, како ќе дојде 24 сега за 3 дена, 25 ќе напомнеше. Он се спремаше за роден ден, кој роден ден, дека ќе го прославува. Така, значи, потврдено е дека 59 засега официјално се починати, а денеска министерот за здравство даваше изјава и за состојбата на повредените во скопските клиники, но и за оние кои заминале на двор од Македонија на лекување. Да ги слушнаме тука изјавите на министерот и директорот на фондот Кликовски. Овие пациенти веќе компликациите кои што се јавуваат од изгорениците, а сите се од 2-3 степен што се испратени, можеби да речам најкомплицираните, веќе постојат ризици за инфекции. Не би сакале да се комплицираат случаевите,
не дека немаме капацитети, да немавме можности да ги задржавме и да ги третиравме тука. Но целта ни е да се третира што подобро, а во меѓувреме да бидеме подготвени за евентуални компликации или случаи кои што биле латентни, кои што немале, како што ви кажав за Штип, денеска се јавени 2 пациенти. Ја очекувам денеска и утре да има и дополнителни пациенти кои што можат да се јават. Така да, тоа ни беше стратегијата и целта, а отворивме можност сите пациенти да не бидат третирани надвор од Скопје, сите да бидат во Скопје и денеска мислам дека состојбата е комплетно под контрола. Можни се вдишувачки опекотини на дишните органи. Сите пациенти и што се чувствувале добро да се јават на лекар, да се провери дали имат внатрешни повреди. И уште еднашка пофалба на македонското здравство. Докторите кои стигаат од Белград, Прага и од Израел се војни доктори со искуство во изгореници. Бидејќи кај нас и кога се случувало да имаме изгореници, тоа е 1 или 2 тежок случаи на 2 години. Значи не станува збор за хируршкиот или интензивниот дел, кој го владееме добро, туку сепак станува збор за настани што не се со толку инциденца во Македонија за да го имаме акумулирано потребното искуство. Ти благодарам, тоа беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, која што е во Кочани и која што и во текот на денот ќе не информира за сите случувања таму. Како што кажавме, за во Кочани е најавен и протест на социјалните мрежи за некаде околу 13 часот.